Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно специјално издание на Редказ. Зошто велам специјално? Одговорот е многу едноставен. Кога бев мал, можам слободно да кажам дека таа ми беше женски идол во рок музиката. Немаше седенка или собирање со нашите другари, а да не се одсвиреа незините хитови. Кога пораснав малку поголем, како тинејџер, одев на сите нивни концерти, а кога решив да се женам и кога стапнав на Лудиот камен, со мојата сопруга првиот свадбен танц го одигравме токму на една незина песна, соработка со Ван Гог. Предпоставувате за кого станува збор, неповторливата рок легенда на македонската музичка сцена, легендарната Ружица Одареја. Добре ми дојде. Добро најдов, Кирил. Како Ти си? благодарам што ме најави со толку убави зборови, супер сум. Убава е атмосферава, за прв пат сум овде кај вас. И за прв пат сум во некој подкаст, да ви кажем наискрено. Да, тоа сакам да напоменам и на гледачите дека Ружица прв пат еве премиерно и таа и кај нас во Редказ, и таа како лично се појавува во еден ваков вид на медиум, да речам подкаст, сега се многу познати Да. тие Стана подкасти. популарни во последно време. Да. Доаѓаш од Гостивар. Да. Како се живее во Гостивар, Ружица, да почнеме со тоа прашање? Па, за разлика од Скопје, многу помирно. Помал град, нели се знае, не губиш многу време за да стигнеш од едно на друго место, тоа е за мене многу важно. Инаку се живее нормално. Значи, мене ми Се е живее. нормално да живеам затоа што секогаш живеам во Гостивар, сум живеела и во Скопје. Си живела во Скопје? Па да, додека студирав, живеев во Скопје. Што имаш студирано, ако не е тајна? Музика? Не, Не? музиката ми е втора професија, инаку имам завршено електротехника. Смер информатика и автоматика. Сега тоа е актуелно. Да, да. Тоа И значи- работам по таа струга. Така, ќе позборувам и за твојата работа. Ајде малце сега да фатиме вака од почеток. Каде порасна Ружица Одареја? Како беше малото? Дали имавте некои интересни игри од вашето време, да направиш една споредба со децава, тенешницава наша денеска, како они си растат, нели, во општество и како беше да се живее тогаш, предпоставувам, нели, во Југославија си порасната Да, во најубавите да. години. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Инаку заборев да кажам дека уствари јас сум родена во Скопје, Чекај, сум се ти растена во Се си Скопјанка И смешано е све кај мене. Не морскам. Родителите ви се од... Мајка ми е од Струмица, татко ми е од Гостивар и заради тоа така малце. Добро. Инаку, детството сум го поминала во Гостивар, можам да кажам дека сум имала вистински среќено детство. Живее во една убава држава, Југославија, каде што за ништо не се грижевме. Така. Имам фатено, значи, дел од тој живот. Живее во време кога немаше технологија, немаше телефони паметни, немаше компјутери. Децата си бевме по цел ден надвор. Слушавме многу музика. Имавме по малото, се сеќавам, балетска група си формиравме самите, ние девојчињата си правевме проби самите, си пеевме. Шуго. Убаво, да. Сега не можеш да видиш деца на улица. Да, за Со жал телефоните се сега, вака. точно, да, и да видиш деца, тие гледаат во телефоните, нели? И нема оној детски джагор, не знам кај вас овде во Скопје, ама во Гостивар више замолкна тоа. Така. Не гледам деца да си играат надвор. Основното училиште го Гостивар, Да, во предпоставувам. Гостивар, да, и средното исто така, потоа на факултета во Скопје. Така. Кажи ми, кои беа твоите најголеми идоли од детството, кои што те натераа, да речеме, или ти направија еден импакт во ете, за да се бавиш со музика? Како се роди љубовта на Ружица да почне да се занимава со музика? Па, ми се чини дека од кога сум родена пеам и сакам да пеам и од секогаш сакав да станам позната пеачка. И И стана? тоа ми се оствари, да, кога се сретнав со Ивица, нели? Инаку растена сум со поп музика, јас сум поп девојка сум била. Да, повеќе сум сакала поп музика. Сум одела во диско клубови, во тинеџерските денови. Имаше ли диско клубови тогаш? Да, имаше диско клубови и јас сум, да речем, од
тој период кога имаше и диско музика. Така, предпоставувам 80-тите 80-тите години, да. највлијателни беа тие диско. Да, имаше трендови. доста убава музика во тој период. Идоли, значи во различен период од мојот живот сум имала Да погодам. пејач. Дона Самер. Дона Самер бев многу мала кога. Добро, пошто диско кралица е таа. Да, а инаку да. Знаеш. Добро. Да речеме, Ени Ленокс од Eurythmics, доста сум ја слушала, доста влијание врз мене извршила. И многу други по подоснежниот период. Од секогаш сум сакала да слушам некои пејачки кои што се поразлични од сите други. Значи, кои што бегаат од шаблонот, кои што има некој специфичен музички израз, кои што оставиле некој специфичен печат. Така што, толку не сум ја делела музиката на поп-рок, диско или не знам што, туку едноставно пеачите ми интересирале. Ти фаќа увото. Да, што ми фаќало увото. Многу сум ја слушала, Шинејто Конор, значи неја ја обожавав, имаше големо влијание врз мене. Ама и пеачки од други стилови, музички, да речеме една Трейси Чепмен, која што се трудев да имитирам, а која што никогаш не успеав да имитирам. Па и не е лесно. Не е лесно, па дури некои десети стилови, као што е Лорина Мекенет, например, сум сакала таква музика, со примеси на етно. Интересно. Тоа е, потоа се сретнам нели со Ивица, тоест заедно учевме во средната училиште. Тие си имаа свој бенд, свиреа рок кавери по Тоа сакам да те прашам, имаше ли така во училиштето, во средното, некои групи што, нели, популарно беше во тоа време, и во Југославија излегува многу рок групи, па и во Македонија, нели, да си се собираат луѓе, да си свираат, како некои секции, да ги наречам, во училиштата и, нели, обично таму тргнува све, па се селат по гаражите и од гаражите, нели, почнуваат веќе додат на фестивали, на настани, тие работи. Дали во Гостивар имаше во твое време, да речеме, еден прогрес во таа, рок сцена, да ја наречам? Имаше ли млади бендови или се броја на прсти? Знаејќи дека Гостивар сепак не е главен град. Да, Гостивар е мал град, меѓутоа имаше. Тогаш имаше, а сега нема во ова време. Јас не сум чула во Гостивар да има некоја група млад бенд, некој што свири по гаражи, а тогаш имаше. Така што Ивица, значи гитаристот на Ареја, и композиторот и мојот сопруг сегашен, и Чеде, басистот на Ареја, тогаш имаа бенд заеднички, во кој јас не бев. Добро. Си имаа друг пеач и си настапуваа по школи, правеа журки, игранки. Да. Одевте се собиравте вие девојки, другарки, па Да, одевме. Симпатии. Да, имаше, многу беше интересно. И не само тој бенд, туку имаше уште 5-6 можда бенда. Тој период. Ке се навратиме на Ивица, ќе те прашам како ви тргна љубовта. Пред тоа би сакал да позборуваме малку за сите те познаваат дека си, нели, Ружица од Ареја е една единствена и нормално знаат дека се бавиш со музика, ќе ни откриеш после што работиш во всушност по твојата професија што си ја научила или што си учила на факултет. Меѓутоа ме интересира дали има некое друго хоби Ружица, дали нешто друго прави освен со пеењето? Па во последно време се занимавам со фотографија, онака аматерски. Фотографија. Да. Каде љубовта кон сликањето? Па еве да бидам искрена, за време на корона периодот, нели ни беше забрането да настапуваме 2 години, ништо не правевме. И морав да си го исполнам своето време со нешто креативно. Нормално. Да. Извини, фати ти корона, прележа? Прележав. Мислам на крајот тој омикронот го прележав, лесно си поминав, фала му на Бога. Да си го исполниш времето. Да си го исполнам времето, пошто шетавме нели повеќе во природа, тој период сакавме имунитетот да си го појачаме и почнав прво да сликам со мобилен и после сватив дека зашто да не да си отворам еден Инстаграм профил и да си купам еден фотоапарат и да си фотографирам. Тоа така почнав малку по малку и еден период ми стана и зараза дури. Па сега малку се оттргнав, зашто имам нели и други обврски, така. Така, што најмногу сакаш да фотографираш?
природа, некои Да, животни? све што ми изгледа вака интересно, што ми фаќа око. Ја не знам дека имам некој си талент, може и немам талент, ама со време окото се извежбува да фотографски да гледа, знаеш, да фаќа Аха. интересни амбиенти, ситуации, моменти, така што почнав да фотографирам природа, животни. Јас ги сакам животните, сакам да ги фотографирам. Инсекти, цвеќиња. Макро, Макро, тоа е интересно многу. да. Имаш објективи и цела опрема си земја? Па имам, ама не ги користам. Тоа беше еден апарат на ивица со објективи. Ме мрзеше да ви кажам. Никонџа или канонџија си? Имам Sony е купена една камера, Sony. интересна и за видео е и за фотографија и со неа све си сликам. Има добар зум. И не е голема, си ја носам во ташна. И така, мислам, сепак сум аматер. Сега би те прашал нешто вака малце и по-приватно е, меѓутоа многу се восхитувам на твојот изглед. Значи од секогаш, од кога знам за тебе, си тенка, слаба, фит, ајде така да те наречам. На што се должи тајната? Имаш ли некој еликсир? И секогаш си иста, мислам, воопшто како да не старееш. Исхрана некоја посебна користиш или едноставно вежбаш, како што кажа, одиш по природа, планини, или се мачкаш со нешто или пиеш некои тајни напитоци? Немам никаква тајна да ви кажам право. Јајца од еребица? Не, немам никакви посебни рецепти, едноставно, може би ете така, духот ми е така подинамичен, не сум статична, се движам, па и не трпам многу да имам вишок килограми и никојаш и Држиш сум немала. диети? Не држам диета. Метаболизмот ти е таков? Види, сум навикнала да се хранам рамномерно, урамнотежено. Од друга страна се трудам, ете да се хранам здраво. Што значи тоа? Да не е вегетаријанец, Ружица, може? Да, вегетаријанец сум повеќе од 20 години. Па ете, што било работата. Кажи си така, не. Па добро. Месо никако, а? Не јадам месо. Од кои причини? Мислам, те натера некој да станеш вегетаријанец или само... Не, почнав да читам некои работи во врска со животните, како нив им е тешко кога нели им го одземаат животот за да бидат храна на нас луѓето и каков стрес доживуваат и едноставно почнав да размислувам во тој правец и најпрво почнав да го избегнувам месото баш заради таа причина, ради сомилост кон животните. И тоа до ден денес е така. Значи повеќе од 20 години не јадам месо. Во тоа време кога решив да не јадам месо, значи имаше голем отпор од мојата околина, од семејството. Пријателите ми се чудеа, па не може да се живее без месо. Меѓутоа сосема постепено го намалував внесот на месото и се чувствувам навистина добро. Како изгледа мени на еден вегетаријанец? Што најмногу се јаде? Еве, знам дека печурките се замена за месото или тоа спаѓа? Јадам печурки, да. Така, за протеини ми прашувам. Значи, јадам све. Види се, има разлика меѓу веган и вегетаријанец. Така. Нели веганите не јадат ништо од животинско поteкло. Ни млеко, ни јајца, ни ништо. Да, јас јадам све. Само месо Само не јадам. месо, Да, добро. и навикната сум, значи не е ништо истите манџистите храни без месо, додаваме некои други работи. Еве Ивица го зарази во последниве години, он е вегетаријанец? не е целосен вегетаријанец, меѓутоа Пишма да се аваце. скоро да. вегетаријанец. Па јадам све што е здраво, значи оние јаткасти плодови тие. Сурова храна, сирова, како ја викаат? Не сум некој фанатик, значи на сурова храна да јадам, до тој степен не. Значи све јадам исто како вие што јадете, само месо не јадам. Леле, како тука како вие што јадете како да сме друг човечки вид. Па не, значи стварно Кромањонци, ми се чудеа порано неандерталци. сега малци во мода е да си вегетаријанец, не можеби не во мода, ама повеќе луѓе гледам, среќавам кои што не јадат месо, така што баш ми е мило што имам друштво. Одлично. Ајде да се вратиме сега на Реа. Мислам дека и гледачите тоа повеќе ги интересира. Ајде да опишеме вашата музичка еволуција. Од почетоците, кариерата и до денешницата. Не мора до денешницата, ајде додека не станавте ултраславни. Вие бевте најпопуларниот и се уште тврдам дека сте еден од највлијателните бендови на младиве па и на постариве во нашата
нели, суверена држава од која постоиме од 91. Значи, како почна Ареа? Како се случи првиот контакт со тебе, со Ивица, дали некој те побара или решивте да основате заеднички бенд? Раскажи ни за тоа. Уште пред да се формира Ареа, почнав јас да настапувам со бендот на Ивица, така јасно на некои забави. Како се викаше бендот? Утро. Утро. Да. No, Имаше друг пејач главен и ја бев као некој спореден пејач, мислам машки пејач имаше, јас по некоја песна така како гостинка им настапував и беше стварно супер, значи се осеќав као вистинска звезда во тој период. Додека Ивица не реши да се пријавиме на Поп Рок Фест. Да, имаше. 92 година. Имаше, ми текнува. Тоа беше навистина многу убав фестивал. Во Хард Рок се одржуваше? Не, во МКЦ. Во МКЦ? Да, во МКЦ. Финалето беше во Хард Рок. Знам дека имаше нешто поврзано на времето едно диско Хард Рок и таму сите рокери имаа како па бираа најдобар гитарист, па најдобар рок изведувач, па најдобар бенд. Се сеќавам ја како дете сега, ти ќе ни кажеш вака поопсежно. Добро, Да, и се пријавивте таму? Таму се И пријавивме. победивте. И победивме. И станавме Ареа. Не очекувавме дека ќе победиме, посебно тоа што, настапувавме во друштво на бендови кои во тој период беше популарна многу хеви метал музиката и треш метал. Ние бевме доста меки за нив. Ја бевте Металика. Они се помеки. Не бевме, дури ни Металика не бевме. Бевме во некој поп-рок фазон. Ама се случи да победивме таму. И награда беше снимање на деби албум. На деби албум? Да. Супер награда е тоа. Да, тоа беше бесплатно снимање во Македонска радио телевизија. Инаку, Поп Рок Фестот беше во организација на Македонската радио телевизија и Екран, тогашното списание Екран. Наградата беше, како што кажав, снимање на албум, па потоа ни снима и ТВ постер кој што уште го емитуваат на не знам која на трета програма. Да, знаа да одвала, да пуштат Да, нешто. спотови, значи бесплатно ни снимија спотови. Тоа беше стварно убав период. Гледаш во тоа време како се грижело општеството, ајде да го Да. наречам, за тие идни надежни бендови. Сега Да, такво да. нешто не постои, ако не си платиш, да. ќе си клатиш. Така е вистина. Да. Тогаш Добро, снимивте албум? Да, снимивме албум, го промовиравме и тргнавме со концерти низ Македонија. И тоа се случи. Да, и тоа се Со случи. утро. Не со утро, со Ареа, види сега вака, сега, чекај, малку не- ги смешавме работите. Не те јајде. разбирам, Значи пред да се формира Ареа беше тоа утро. Аха, добро. Кога решивме да се пријавиме на Поп Рок Фест, ја формиравме Ареа. Значи Ареа е формирана во крајот на 91 година. Тоа е многу битен факт. Значи тогаш бевме основачи јас, Ивица, значи гитарист и композитор, Чеде Петерски на бас, имавме тапанар Душко Милошевски и Горан на клавиатури кој сега е со нас. Горе-долу истиот состав. Истиот состав без тапанарот кој ни е друг. Значи Добро. во текот на, Нормално, да ја дека кажам, ќе се трпи промени. да, еволуцијата како што ја нарекуваш ти, најчесто сме ги менувале тапанарите. Дека Не се знам зошто, тапанари. дека тапанари сами не напуштале, искрено не сме ги менувале ние. Се каеле после, сигурен сум, ама добро. Да, се каат. Океј, значи вие како Ареа во 91 со нашата независна Македонија, тогаш нели 91 се самостолува, гледаш какви релации Да, имате, да, вие сте да, фактички може би, Пионери на македонската рок Точно. музика, може да се каже. Да се вратиме кај албумот. Не, прво ова да те прашам. Што е Ареа името? Кој го смисли? Ти го смисли? Не. Ја не учествував во тоа. Што значи Ареа? Како Како област, како како простор, област, како мислев да нема некој друго простор, значење за некој вас. за музичко изразување. Не знам, јас не бев со другите членови на бендот кога тие Кога ни- си давале предлози, кога си избрале име и само ми соопштија ние ќе се викаме Ареа, па да. Не ми беше многу важно. Па ја Дајте не да очекував пеам јас. дека ќе направиме некој успех, искрено. Не Па секојаш тие што не очекуваат стигаат до пијадесталот, би Така рекол. испадна, видиш. Снимавте албум како Ареа, деби албум и потоа што се случува напорно работите, претпоставувам
нели како што кажавте, имате настапи, низ Имавме, државата, имавме. по сигурно Низ по Македонија, журки, да. по барови, по Да, локали. да. И како доаѓа до таа, ајде да кажам, кулминација кога Реа испливува на површина. Затоа што знам дека во тој период имаше многу рок бендови македонски кои што не дека не беа квалитетни, но сам да кажам дека имаше многу голема конкуренција. Имаше стварно конкуренција која што ти мораш да ја победиш, да се истакнеш пред нив за да, нели, за да го заземеш приматот за најдобар рок бенд. Да, па ние имавме и доста среќа, не сакаше македонската телевизија, многу често не емитува. Тогаш немаше спотови, освен тие спотови што ги снимија тие како тебе постер, туку учествувавме во емисии. Ќе ни се јавеа утре пулсирање, ајде, ние Леле, во кола, пулсирање, трчај и таму Јајде, на плейбек отварај уста, ама битно бевме присутни. И така, мислам, доста не промовира. Значи сте имале фактички ветер во грб од македонската Да, телевизија. да. Како и сите други артисти. Има Да, сега од еден тој период. документарец кружи баш за македонската музика, иде на МТВ. И гледам доста такви некои по-значени композитори што зборуваат и кажуваат во тоа време. Значи, во вашето време си студени нозе. Да. Така. После беа оние од Тетово исто имаше еден рок бенд. Легенда, тие пред нас победија на... Тие пред вас победија. После имаше и Битолчани едни Чоканче, ако не се лажам. Тие во... Да, истата година се у нас. Така, сакам да кажам дека многу силна конкуренција, но ете, секогаш квалитетот исприва. Дали Ружица взимаше часови за пеење или едноставно тоа ти е дарба од Господ? Па јас сум самоука, што се однесува до пеењето. Така? Како што кажав од мали нозе, сакав да пеам, слушав музика. И сама се си... трудев, да, се трудев да ги емитирам тие пеачи кои што ми се допаѓа и успевав многу често. Имаш многу специфичен и глас, и стил, и боја на пеење. Значи, всушност, кога те гледа човек, ти ја правиш магијата со пеењето на некој твој посебен начин. Барем јас така го доживувам тоа. Па, Се добро. внесуваш во некој твој свет, се гледа и по гестикулација и по говорот на телото. Па да, види, јас... Значи, за да Што значи направиш... пееш од душа? Да, точно така, од душа, ама меѓутоа, сепак и техниката треба да се совлада. Треба да се слуша доста музика и од различни стилови, значи да направиш нешто што тебе ти лежи, да направиш некој свој израз. Така. Добро, ајде сега хронолошки идеме за терате Па, со македонска да, телевизија тераме. и како доаѓа Реа до пиедесталот. Што се Па, случува? значи, ние, Сите мои слики ли ве Да, гура на... во меѓувреме направивме пауза, затоа што се роди нашата, ние се земавме. После ќе те прашам за Застанавме на љубовта. лудиот камен Добро. и моравме да се земеме, значи јас забременив и моравме да застанеме на лудиот камен. Се роди нашата ќерка и направивме пауза Па, од неколку нормално, години, да. Неколку години. Па да, ние имаме 7 албуми, меѓу албумите сме правеле паузи. Меѓутоа никош не сме престанале да свириме Твори. во живо, не да твориме. Сме правеле пауза од творење, а сме настапувале цело. Така, со свирки сте биле така, Да. константни. И Добро. потоа Сите мои слики до тогаш пред да забремениш постоеше Не- песната не или? постоеше. Не постоеше. Не Значи постоеше. уште не бевте толку познати. не бевме Ја толку чекам да ми познати. кажеш само кога излезе таа песна. И во тој период, пошто нели со дете, почнавме јас и Ивица да настапуваме по локали разни како тезга. Бенд, Како дует, како дует. Да, добро, на гитара предпоставувам ти вокал. Да, вокал. Свириш инструмент некој, не ни кажа? Па помалку гитара, значи свирам. нема Свирам како да порано не повеќе, свириш. сега многу помалку. Така. И потоа решивме да повторно да се вратиме на Арија. Значи од свирење тезги до креативност има голема разлика. Ако се грижиш само за пари, не можеш да бидеш креативен. Значи треба да ги тргнеш сите тие мисли нагор, за да се внесеш во некој друг филм, во креативен Добар филм. совет. Да. Да, и ако не престаневме, немаше ништо да биде од нас. Престанавме со тезги и значи се фокусиравме на да си направиме нов албум. Одведиме тогаш ја искомпониравме, се пријавивме 99-та година на Макфест. На Макфест? Да, на Макфест за да се вратиме, значи како одскочна даска, Так. пошто поради долгата пауза веќе ни имаа подзаборавено.
И се пријавивме таму и таму навистина имавме добар прием, иако не победи нашата песна, Со меѓутоа одведиме се пријавивте? се одведиме, да, таму настапивме се одведиме и Едно од омилените мои песни. да, и испадна дека многу имаше добра реакција од публиката и меѓу 99-та и 2000-та година таа песна беше најслушана таа година. Мислам, По радиостаниците, да, од тој телевизии. Макфест до Макфест 2000 година беше прогласен за најслушана песна. Песна. Иако не победи. Потоа подпишавме договор со Авалон Добро, продукција. да. Го издадовме албумот Врати на имагинација во 2000 година. И тргна тогаш работава. Тргна возот. Тргна Од возот. гостивар. Значи, издаден беше албумот и ние си отидовме на одмор, се сеќавам, во Грција бевме. И почнале песниве да се пуштаат по радија. Се враќате? Не, Бобан ни се јавува таму, Бобан Милошевски од Авалон ни се јавува таму, ајде враќајте се, ние имаме уште денови од одмора. Не, мора да се договориме, ќе правиме концерт на Саем. А до тогаш никој немаше наполнето Саем македонски бенд. Може би Архангел имаше направено, се не можам да се сетам концерт, ама дали беше толку полно? Мислам дека ние бевме првиот македонски бенд, не е нескромно ако ја кажам вистината, дека беше преполна универзална овакво Скопскиот Саем. Да, халите таму во Скопскиот Да. Саем, што сега не постојат. Се не постои. Јас бев на тој концерт, буквално вратите беа затворени, од надвор со решетки, многу добро се сеќавам многу и тогаш прв пат во животот, тогаш имав не знам некои 15 години, може 16, беше и братучетка ми со мене, прв пат во животот видов стампеда од луѓе. Сериозно ти кажувам и знам дека тој што беше од обезбедување беше застанат као бегајте, трнете се, од таму притискаат, братучетка ми беше пред мене и од што не стискаа луѓето за бутаа, сакаа да ги откорнат вратите да влезат, не знам зашто не се држаа таму. Така беше. Ја притиснаа братучетка ми и јас застана вака пред незе, се фатив за тој и вака се држев за да не се згмечи девојчево. Се сеќавам. Така Значи беше. тоа беше лудило, имавте како да кажам поставено еден повисок левел, ја дигнавте летвата вие за македонските концерти. Ја не се сеќавам друг концерт таков со толку голема заинтересираност од луѓето. Не ти правам лице, сериозно ти кажам, затоа што бев присутен и беше прекрасен концерт. Да. Може да Така продолжиш беше да збориш, навистина. да си кажам и ја нешто. Навистина беше така. И сега, кога више стигнавме кај Скопскиот Саем, значи беа продаени карти повеќе, отколку што можеше да собере халава и за тие што не успеа да влезат, а доста не успеа да влезат, беше кажано дека ќе се одржи уште еден концерт во универзална сала, со тие карти ќе може да дојдат и после тој концерт значи се одржи уште еден во универзална сала. Така што ми се чини дека тој беше еден најпрекрасен период од нашата кариера, Тоа беше кој што стварно не вивна тогаш во По висини. облаците. И тогаш сите мои слики стана еден на некој начин како химна на на нашите концерти. Кога сме веќе кај песните, кој најчесто ги пишува текстовите? Кој е заложен за тој креативен дел, за музиката, да речеме, текстовите или пак некој ги пишува и музиката ја прави и текстовите? Еве сите мои слики, кој ја напиша? Па музиката на Ивица, А текстот? текстот е мој. Твој текстот? Да. Браво. Текстовите се сите мои во суштина. Имав на две песни Гостин ми беше Гостин. Заеднички напишавме две песни со еден тапанар Владо Антески, кој што сега веќе не ја напушти арија. А инаку сите други текстови се мои. Од Значи сите во албуми, суштина да. ти си текстописецот Да, на јас сум Ареа. текстописец. Од каде црпиш инспирација? Ти треба ли некоја посебна, да речеме, мантра, да седнеш, да бидеш сама, да отидеш негде на викендица, нешко по филмовина малце се изолираат уметниците за да им дојде таа идеја да им Да, светне да, у глава. Ке ни откриеш ли која е тајната на такви вон свемирски текстови што ги имаш напишани? Па сериозно, многу, мислам, сега Да, доста добро треба да се мина некој. глорифицираме затоа што како што кажав и мои долси сум превозбуден што си тука пред мене и Фала ти многу. сакам да излечам се од тебе вака ме интересираат овие работи. Па, да, треба да се изолирам. Мислам, ја се трудам да се изолирам за да стапам во контакт со самата себе си. Значи, не е пишувањето на текстови, само составување на зборчиња со рима и ритам,
туку едноставно треба некоја емоција да се внесе, да се оживее словото, што би се рекло. Ако нема емоција, немаш ништо, нормално. За да се само такви текстови може да стигнат до срцата на слушателите. Ако има нешто внесено, некоја енергија, тоа го имам сватено. Значи сум пишувала и вакви и такви песни. Некогаш сме биле во Шкрипец, значи немало време, морало да се напише некој текст. Ради реда. Да, ради реда. Иако со многу убави описи и све тоа, ама тоа не проаѓа и не ми се свиѓа мене и едноставно ќе сум решила нема да оде овој текст. Ќе оди текст кога ќе ми излезе од душа. Од душата, да. Дали треба да си во некое посебно, да речеме, посебна состојба, психолошка состојба, да речеме, ајде, депресивен или поанксиозен или разочаран за да излезе нешто од тебе, затоа што обично викаат дека како викаат разочарани уметници вадат големи дела. Па да, во секој случај Мислам, треба да разочарани си од животот, не ме сваќа погрешно, или од некоја случка, нели, несреќен случај или било што, и сведоци сме дека се направени фантастични песни. Да, Тома јас Здравкович така да го истото земе. мислам, да, дека треба да имаш некој висок левел на емоција во тебе во тој Да. момент. Сега дали е среќно тоа чувство или тажно или депресивно, не е важно. Или еуфорично. Или да, еуфорично, нормално, да. Па јас не сум таков текстописец што ете сега ќе си речам денеска ја ќе работам 8 сати и ќе мислам текст. Да, треба да ти дојде. Треба Те да ми сваќам, дојде. пошто ја пишувам текстови, истото е, значи може да ти кликне за една минута Да. тебе да ти излезе текстот, а ти можеш да дремеш 2 недели горе на таван, еве кај мене. Да, Сега да. ја ќе пишувам текст. И тоа е како по, нели, сега ајде. Ова со ова одговара, ова ќе се склопи, ова ќе се Да, римува. ама не проаѓа Ама тоа не кој се што рече. тие се најлошите текстови мои што Со така сум- умисла. Да, што со умисла, со мозок. Да. Кога пишуваш со душа е Кога ти- самото излегува од тебе. Срцето кога ти Да, кажува. да. И како да кажам, немам некој рецепт за пишување. Значи така, од моментот, се Да. е до моментот. Ајде, кога сме веќе кај срцето и кај љубовта, сега би сакал да те прашам за вашата љубов. Каде започна? Спомна дека со Ивица сте биле во клас, заедно сте Да, учеле. заедно учевме 4 години во гимназија, ама тогаш ништо немаше меѓу нас, бевме школски другари. Од кога завршивме матура, тогаш излезе некоја прилична енергија меѓу нас. Веројатно, сега кога се враќам назад, веројатно тоа било некоја енергија, да речеме, неговата желба да има бенд успешен и мојата желба да станам позната пејачка. Можеби тоа во прв момент Спонтано. не има соединето, а подоцна се роди и љубов, нели? Да. Се роди и љубов и плод на вашата љубов е и вашата ќерка Елена, која што се почесто ја гледаме нели на вашите настапи како бек вокал, придружен вокал. Дали Елена ќе ја продолжи мисијата на мама и тато? Па Елена како маличка не сакаше да пее, иако има доста јак талент, и свири и гитара и пее. Ама едноставно дали можеби ние недостасувавме, можеби често пати не бевме дома и она не сакаше и таа да оди по тој пат. Предпоставувам, тоа е моја предпоставка, ама кога порасна се заинтересира, рече сакам со Арија да настапувам. Ние сме имали и други пратечки вокали, девојки обично пееле. И ете, Па на твојот глас тешко маш дека ќе се врзе, ама е. Ама добро, на Елена бојата и одговара. Си одговарам, да. А мислиш маш? Не те разбрав, тешко маш да се врзе или тешко? Не, тешко маш како бек вокал, мислам на А, твојот да. вокал дека Епа да. Види, Сепак- тука машките бендови се во ти си аут, предност. ако не грешам. Така? Да. Тоа што ете во машки бенд каде што имаат машки пејач, можат и другите да го придружуваат како пратички вокали. ама кај А женско- кај мене не можат и јас морам да си носам пратички вокал. Планира ли Елена во да. иднина да продолжи со Арија или ќе си тера некој нејзин? Да, проект? со Арија ќе продолжи, а не знам дали Како музичар, мислам, дали како пејач. музичар нема некои планови, ама не знам. Таа има сосема друга професија, архитекти. Да, и така да не знам дали ќе продолжи како самостоен музичар понатаму. Меѓутоа, сепак времето ќе покаже. Тука сме на крајот на првиот дел од нашиот разговор. Би сакал пред да ја направиме пузата да ми ја направиш една најголема чест моја, да ја земам оваа гитара и да ја отсвириме одведиме. Со мојот машки вокал, дали ќе се Пробаме. врземе сега. Да Ајде да пробаме.
Ова е ексклузивно за сите гледачи на Редкаст. Вечерва специјално Ружица ќе пее само за нас. Одиме се одведиме. Кажи кога можеш, Ружица, спреми се. Ово може да се подигне некако, вич не можам седнато да пеам. Ај, вака ќе застанам некако. Пробај. Знам многу зборови кои не ги кажам јас. Знаев и патеки кои водеа до нас. Но во овој миг ти одведи ме по оној звезден пат. Ти само знаеш дека влюбена сум јас. Одведи ме. Одведи ме. Илјада години го слушам твојот глас. Ни цел универзум барам за да можам да те допрам, да те освојам, да те одведам по оној пат на љубовта, зошто влюбена сум јас. Одведи ме. Одведи ме. Само ти и само јас, што веруваш во мене. Само ти и само јас, што постојам за тебе. Само ти и само јас, без правила и време. Само ти и само јас, одведи ме. Одведи ме. Ми се оствари животниот Супер сон, беше. Ружица да ми Браво! пее. Браво, Ружица, Значи, се супер враќаме сме. по паузата. Се враќаме повторно во студиото на Редкаст. Јас сум се уште превозбуден затоа што Ружица ми ја отпеа во живо одведиме, а тоа верувајте дека не може секој да го доживее вака. Сега би ја запрашал Ружица што работи во моментов и дали може да преживее еден човек од музика. Кој е твоето мислење? Прво што работиш во моментов, дали си само со музикава, со ареа тераш или си имаш некоја работа според професија? Спомна дека си завршила нели електро, како рече таму? Електрофакултет, електротехнички Што е факултет. многу тежок. Да, беше тежко. Машински и електро, знам дека. Да, вработена сум во АДСМ во подружница ХЕС Маврово, значи во Мавровските електрани во Гостивар. Моментално сум на работно место раководител на служба за електроодржување и работам и тоа, значи како редовна работа и оваа работа друга со ареа. Така. Инаку во Македонија може да се живее само од музика, меѓутоа треба да станеш тезга бенд кој што свири многу често. Затоа што ние сме мала држава, не можеме да правиме толку често концерти своји, самостојни концерти. Правиме поретко. И толку градови сме, 10 града сме. Да. Нели, поеднаш сегде да свириш. Што викаш ке досадиш, па да, викне друг. И свириме, значи, и самостојни концерти, ама и настапуваме на некои фестивали, така, што се организира. Надвор од Македонија? Не, тука во Македонија во моментов. Меѓутоа, сепак тоа не е во толкав голем обем, за да ми биде само тоа професија. И работа ми друга. Така, например, со музикава, освен нели што се зимаат некои тантиеми, нели на годишни регреси, исплаќања од ЗАМП и тие работи, не може ли, например, еден бенд, како што сте вие, легендарен бенд, да речеме, преку продажба на
ајде сега цедињата изумреа, знаеме. Меѓутоа, нели има платформи, како се вика овие на интернет, каде што Spotify или не знам, да се симнува вашата музика и да добиете одреден надомес за тоа. Или да речеме преку рекламни материјали, маички да штампате со ареа, со вас. Знам дека порано од албумите колку толку се заработуваш. Сега све се става на YouTube, све се става на интернет и сега тоа спуштање на тој албум, имате ли таков маркетинг, да речеме? Да, ги имаме ставено песните на интернет, може да се спуштат. За одредена сума или for free? За одредена сума, нормално се знае. Да. Исто добиваме и некој надомест од замп. Сепак не можам да се пожалам дека не добиваме. Нормално слушани сте. Меѓутоа сепак. Не се живее од музика. Не се живее од музика. Колку и да си познат, не се живее од музика. Да, тоа е Македонија. Мора да работиш. А инаку други се тие држави каде што бендовите си живеат само од музика и тоа доста добро живеат. Еден концерт прави и чао, пријатно. Има за 10 години. Океј, кои се најголемите предизвици со кои сте се сретнале како бенд, како музичарка и како ги надминавте истите? Предизвици во типот на дали можеби некој некогаш сакал да ве обструира, да ве бойкотира, да ве трне, да ве избута на страна. Има ли такви сопки во Имало, да, има и постојат такви. Може да се сетиш на некоја, вака да ни раскажеш некоја случка? Па тоа не е некој предизвик за кој што... Значи има договорена свирка, договорен настап, не туркаат нас, местото го зафаќаат некои други. Да речеме, има, ама тоа не е нешто интересно, што би... Тоа е некоја негативна страна на оваа работа. Инаку предизвици. Јас можам да кажам, како музичар, сум имала еден голем предизвик кој што го имам надминато последно време, а тоа е кога настапувам во живо, да бидам цело време во контакт со самата себе си, да не правам работи однапред испланирани, односно да го живеам моментот и да правам дури измени во репертоарот, да им кажам на другите членови, не таа песна, него друга песна, да не одиме под одреден список. Научив да ја чувствувам публиката, пулсот на публиката. Можеш сакаш да кажеш во одреден момент и да смениш, да прескокнеш нешто, ако осетиш дека публиката сака нешто побрзо или нешто да речеме, меланхолично или не знам како да го направиш. Браво. Тоа, да речеме, на почетокот во кариерата не ми беше баш добра страна. Затоа што и многу подлегнував на туѓи влијанија. Вака треба да направиш, така треба да направиш. Гледај овие звезди така прават светски, значи копирај ги нив, ама тоа не сум јас. Не се слушаше самата себе. Не се слушав самата себе и немав баш успех во комуникација со публика на концерт. Додека во последно време мислам дека тоа го надминав и тоа беше еден голем предизвик за мене како музичар. Кој е вашиот најзначаен настап за вас? Момент. Ете, кажавме за концертот што ве вивна во Звездите. Збориме за Сајмиште, на Сајм концертот кога неочекувано имаше продадено и повеќе од што треба и немало место, нели? Го спомнавме во првиот дел. Има ли нешто поголемо од тоа или тоа би го издвоила како нај, да кажеме, кулминација во вашата кариера? Па мислам дека тоа беше кулминацијата. Тоа беше врвот. Кој што потоа не вивна и потоа тоа ни беше на некој начин и како да кажам, проклетство кое што не тераше да го држиме тоа ниво, да се бориме да го задржиме тоа ниво горе, тој левел. И да, баш тоа е таа точка. Тоа е таа точка на вриење. Најзначајна за нас. Обично вела дека кога ќе стигнеш до врвот веќе не можеш подоле и се спушташ надоле. Да, па ние тоа често го правевме, со тоа што кажав, нели претходно дека имавме паузи во креативниот дел. Меѓутоа одржувавте константна... Да, континуитет, некој настапував. Да бидете присутни. Да бидеме присутни. Што е многу важно, пошто ако те снема и луѓе вовде многу... Да, те забораваат и види, генерациите се менуваат. Да. Најмногу доаѓаат на концерти помлади луѓе.
Значи, едни што пораснале, веќе Со се вашето. измажиле, се жениле, си фатиле некои како си нас, кариери, како јас, да, да. и повеќе не се многу заинтересирани за концерти, ама дошле некои нови млади луѓе, неки нови клинци дошле, и сега мораш и за нив да бидеш интересен и Слушаат ли младиве деца Ареа според тебе? па, Зборам нови генерации, овие што се интернет генерации. Имаше период кога мислевме дека ја изгубивме младата публика, меѓутоа се случи еден момент пред неколку години кога дајте музика ни се јавија и не праша дали може да ја обработиме вашата песна сите мои слики. И ние нормално им рековме, може, зашто да не. Так, И тие ја обработија, нели, дајте музика и испана дека беше многу вртена и на YouTube и децава сите ја научија. Така што сега имаме и од новите млади генерации симпатизери, да, деца кои што сакаат да ја слушаат Ареа. Така што на некој начин тоа ни го продолжи рокот на сите мои слики. И добивме нови симпатизери, како што кажате. Како Ареа се адаптира на овие нови времења? Дали со екипата ваша, со вашиот бенд, настојувате да останете тоа што сте биле? Зборам да го терате тој стил на музика, нели од самиот почеток и по тоа што сте најпознати, или веќе полека има влијание модернава музика, како да ја наречам, ајде модерниот рок, поп, нели сега многу е познат трапот, да речеме, излегува многу нови стилови на правци на музиката. Вметнувате ли некои нови, како да кажам, моменти во стилови или се задржувате, гледате да се бидете тоа што сте биле? Па види, мораш да прифатиш некои работи што ги носи времето. Значи, прво, не можеме да звучиме исто како што сме звучеле пред 30 години. Мораш да примениш електроника во самиот аранжман во песната и во звукот. Треба да звучи, значи да биде конкурентна песната на другите песни што се пуштаат по радио. Меѓутоа сепак не одиме до тој степен да речеме да свириме забегате нешто, да. Не, пак си остануваме во тие наши води, значи во она според кој сме станале препознатливи, во звукот менуваме, да. Кое е вашето гледиште за развојот на рок музиката и дали мислиш дека воопшто се развива рок музиката во Македонија? Има ли нови бендови, има ли нови надежи? Ти се јавуваат ли некои да побараат совет или не знам да остварат средба со вас, со Ареа, да ве прашаат што мислите вие за таа музика, бидејќи како што кажавме, новите стилови некако ги убија рокериве, панкериве, металциве. Порано имаше многу силна андерграунд сцена. Не знам дали се сеќаваш како дете сум идел и на школка и на многу места, Кастро имаше едно место, значи имаше нонстоп како рок батл, она борба на рок бендови, па едни настапуваат, па други настапуваат, па се делеа награди. Значи ја мислам дека таквите настани ја стимулираат таа сцена, меѓутоа тоа сето сега не постои. Какво е твоето мислење околу македонската рок сцена? Па сега ти го кажа, самиот го кажа одговорот, значи самиот направи анализа, се врати назад во времето, како беше порано и како е сега, така што не знам, не само во Македонија, туку општо и во светот, мислам дека нема добри рок бендови. Може би има некаде, ама тие не испливуваат на површина, се форсираат други стилови на музика. Не знам дали рокот таков како што го знаеме ќе продолжи понатаму. Ќе го прогласиме рокот за умрено, а? Да, изгледа. За жал. Ние ќе си го тераме нашиот стил, а види, ние не сме класичен рок бенд. Да. Ние започнавме како поп-рок, па потоа си се деклариравме самите како мејнстрим, некои викаат дека сме и инди рок, така да не сме онаа класика рок. Да. И ние си прифаќаме и промени во текот на времето. Совет. Каков совет би им дала Ружица на новите музички генерации? Што би ги советувала? Па, јас би ги советувала нешто, ама не знам дали тие би прифатиле. Ајде, советувај ги, може ќе прифатат, од постарите учиме. Па да си останат такви какви што се, значи во својот музички израз, односно прво да најде свој автентичен музички израз. Значи само тоа може да успее
и да те одржи подолго време на сцена. Ако бидеш оној што копира, ќе бидеш само еден папагал кој што е во морето на многу такви. Може би ќе имаш некој моментален успех, ама не верувам дека тоа долго би траело. Сепак треба да се работи, музичарите да работат на својот индивидуален израз во музиката. Прво да се пронајдат кои се тие и што најдобро би дале од себе си во музиката. Да дадат некој печат. Тоа би го дала како совет. Се согласуваш со мене дека во тренд е да излезат како инстант звезди, што ќе бидат присутни на сценава, да речеме, и пола година и после наеднаш ги снемува. Значи, сакам да кажам дека многу артисти сакаат одма да успеат, сакаат одма да станат звезди. Ќе им направи некој песна, они ќе ја платат дебело и ќе се изфорсираат, ќе се испукаат како пушка и после ги снемува. Што мислиш за тоа? Зошто има таков тренд? Па едноставно таков е трендот. Таков е трендот и овде и во светот. Тие што се звезди големи си ги плаќаат дебело своите песни. Цела машинерија, зборам за во светот, е околу нив и тие така успеваат и се одржуваат на сцената. Се помалку ги има тие што самите креираат. Да, и веројатно се следи оној светски тренд, затоа и кај нас е така. Ама како што спомна ти, се што е правено со љубов и нели кажа дека сте решиле да се посветите на ареа. Да. И гледаш како тргнала приказната, кога стварно ќе се посветиш, кога ќе фатиш нешто од корен, од нула да го правиш и тоа веќе има континуиран и развој и успех и прогрес. Да. Додека сега сме сведоци, ти ја дава песната, излагаш ја пееш на Макфест или на не знам се, па дали има некој друг фестивал, Скопски го умре и тој не постои више. Па и Макфест не знам, и има Макфест више не е тоа што беше. Не е тоа што беше. Да. И фактички не знам и која е целта. Која е целта ти? Ајде јас сакам да станам пејач, мамини, татини деца. Ајде, не викам дека нема квалитетни пејачи и артисти. Меѓутоа се поретки. Секако дека има квалитетни, ама можда и тие што се стварно многу квалитетни па и не можат да испливаат на површина од овие другиве што си ги плаќаат песните. Може би и тоа е. Па ти треба менаџер, па ти треба нели маркетинг да вложиш. Да. Значи факт е дека парите играат многу битна улога сега за жал во денешно време парите не само во музиката, него и во секој сегмент од животот парите се тие што диктираат. Точно. Каков ќе ни биде животот, за жал. Хајде едно твое мислење да ни дадеш за македонската музика. Кратка биди, не мора да објаснуваш многу. Мислиш ли дека македонската сцена, македонската музика се движи кон добро или кон лошо? Зборам општо. И рап, и трап, и транс, и техно, и рок, и поп, и се што постои на сцена. Па искрено да бидам многу и не ги следам баш на овите изведувачи, така да не можам да кажам баш некој моје мислење, ама сами откажуваш дека ете штом сега на цена се тие трап и слични на нив стилови. И лично јас не ја сакам таа музика, премногу ми е компјутеризирана, не се базира на Како се викаше тоа што го ставаат на гласот? Аутотюн. Аутотюн кој ќе почне да како мачиња, мислам тоа боде уши, еве ја лично тој мој став го заземам дека воопшто тоа не е ни убаво, ни вкусно да го слушаш, ама еве ги децава се палат. Значи, ние секогаш сме под некое влијание на светскиот тренд и децава копираат. Што ќе се деси у Србија или ајде не на Балканот, у Америка, се европска музика, ајде од Англија, знаеме дека Англија е лулка на музиката, таму излегле најдобрите артисти, реално да збориме, нели? И некако само копираат без да разберат дека тоа и нема некоја музичка вредност. Па нема, ама што има па вредност во денешно време, кажи ми. Па не знам. Вие и ние се бориме за квалитетна култура и за квалитетна уметност. Океј, те прашав за музиката, рок сцената сум запишал во мирување, нема некој прогрес како порано. Зборнав ми за тоа, ајде краток одговор и за ова, баш за рок сценава. Кои се актуелни рокери вака? Знаеме ли некои нови млади деца или
од постариве, што ја не сум сретнал нешто, не ми Па текне. да, и скоро и да нема, може има, ама ја не ги знам. Архангел, они мислам дека уште Па тие знаат од време на време со некој настапуваат, концерт. мислам. Они се легенди, секоја Тие чест се за нив, легенди, да. Па нема, ака не знам што да речем, види се поретко се снимаат албуми. Ние минатата година издадовме албум, ама си решивме понатаму да одиме само со издавање на синглови, затоа што е така што кажат, CD-њата веќе изгубија од она што беа. Се спушта музика од интернет. Да. Така што не само ние, него општо и во светот, така и големи бендови, гледам дека се поретко издаваат албуми. Ама и нема што албуми, не е како порано, знаеш, ќе одиш ќе го купиш CD-то, Да, CD-то и го слушаш Ама 100 пати една песна ја враќаш, Ама и у колата имаше CD-ња шубаво, па и поквалитетен е звукот. Ај стај USB у кола и стај или на Bluetooth или пушти CD, CD-то имаше. Нели, сега некој ќе рече, абе ти не знаеш па што беа плочите порано, тие па и најона душа имаше во која ќе слушаш на плоча, на грамафон. Но мислам дека имаше поголема тежина како квалитет на форматот на песната. Да, значи беше радост да одиш да го купиш CD-то од некој твој Точно. омилен изведувач и да си го пуштиш дома со слушалки и со саати да си ги слушаш песниве. Да, и даваш и придонес кон неговата работа. Ете, си дал некоја паричка за да... Да, за да тој може и понатаму, значи да го мотивираш. Океј, доста за музика, ајде да видиме сега денешна ситуација во Македонија, едно твое мислење. Сведоци сме дека се повеќе сме понижени и како луѓе и како граѓани. Тоа што се случи нема да го коментирам со тие глупи договори, меѓутоа ете твое мислење на општата ситуација ви у Гостивар, знаеме дека у Гостивар има повеќе етникуми. Како се живее, мислам, осеќаш ли некоја разлика, некој притисок ти и твојот сопруг бидејќи сте во Гостивар или све е како порано? Има ли разлика? Па, вака да кажам, притисок. Притисок, не. Гостивар порано беше многу поубав град, отколку што е сега. Вака да спорам за изгледот на градот, значи имаше и зеленило, се водеше сметка и за градење, какви да бидат градбите. Се градат згради во Гостивар? Во последниве години е изгубен изгледот на градот. Направени се многу згради, не се води сметка за нивното меѓусебно растојание, зеленило скоро и да нема, и тоа е она што мене ме убива кога ќе го погледам. Нема никаков стил на градби, значи ситуацијата е влошена во тој смисол. Инаку со животот е исто. Од секогаш било мирно, имало соживот. Значи сега соживот. Да, имало соживот. И сега има. Се додека се ценим и се почитуваме едни со други. Да, за тоа не можам да кажам дека дури 2001 година кога што беше нели оние немири, војна, конфликт во Гостивар беше мирно. Немаше ништо. Така што во тој смисол е добро. А инаку за други работи. Општо за Македонија вака една слика твоја. Ти се свиѓа сега Македонија вака како што ја гледаш? Па жалиш за старата Македонија? Се надеваш дека ќе се врати како што било или на подобро или полека се губат надежите кај сите? Затоа што знаеме белата чума шопри, многу млади си одат, свесни сме сите дека тука не гледаат некоја иднина во било кој сектор да се вработат, знаеме како се вработуваат луѓево, знаеме што се случува, дека владе непотизам, мамини, татини, си ги бутаат, си проаѓаат сите и така се губи квалитетот според мене во секоја една нели гранка на професија. Било што, дали е музика, театар, филм, ајде тоа е култура, здравство. Што е твоето мислење околу ова? Што е моето мислење? Мислам, моето мислење исто како и твоето, како и на сите други. Мислам, тоа е... Значи, владе не треба нешто многу да човек да мозга, треба да ги отвори се очите и да погледне и да види што се случува. Значи, државата ни е партизирана премногу, тоа е голем проблем. Владе е голема корупција. Тоа е исто голем проблем. Младите се иселуваат. И тоа е проблем. Тоа е многу голем проблем. Образованието е такво какво што е. Такво какво што е, се примаат кадри кои што не се соодветни. Да. Па и во здравството. Прво како педагози треба да се соодветни за да имаат некаков однос, да имаат емпатија спрема учениците. Точно. А за тоа не се води никаква сметка.
Така што не знам што да кажам, дали ќе биде подобро. Не знам. Меѓутоа, Надеж има секогаш надеж. Надежта последно умира. да, надежта последна умира, но види се овој тренд на иселување. Да, многу е тешко да се најдат младите работа. Меѓутоа, можеби и се претерува, не знам. Можеби Може би е само тренд. Сега он отишол и ја ќе отидам. да и тоа. Па и парите си Можеби го и пропагандата од запад си го прави влијае. своето, да не ги земе завршени кадри, да избегаат од државата, да останеме нигде и никаде. Стварно немам одговор на ова што се случува. А иначе многу би било добро кога квалитетните кадри би се задржале во државата. Дури тогаш може да кажеме дека има надеж. Ако вака продолжи, не верувам дека има Одиме во надеж. амбис. Да. Оде ли Ружица со Ивица на театар, на кино? Има ли кино во Гостивар? За жал нема. Имаше порано, сега нема. Доаѓаме некогаш во Скопје, да. А следите ли вака културни настани? Знаете ли да си отидете, да гледате представа или да... Не знам. Понекогаш, види сега и во Гостивар доаѓаат да речеме од Скопје или од други градови, од некои театри. Гостуваат. Гостуваат, да. И, Па имате и театар там, имаше конкурс. Да, има, Се има. пријавив ја таму, ме одбија. Така Си е? го стави директорот, внук му таму и тоа е тоа. Што ќе правиш? Невитно. Тоа е. Така. Останува да те прашам сега за најважното. Се спрема нешто големо. Сакам на гледачите да им кажеме и да ги поканиме. Јас нема да откривам, ќе оставам се на тебе. Значи, што е планот во иднина на Ареа? Каде ќе се одржи, во колку часот и која дата? Моментално, значи се подготвуваме за концерт во Македонската филхармонија тука во Скопје. На 19 април ќе одржиме самостоен акустичен концерт. Unplugged? Unplugged, да, акустичен. 19 април. Април, да. Памтете, 19 април во 20... 20 мислам дека Во пише. 20, да. Треба да видам Добро, точно. Па добро, има време. Има време, ќе видиме. Да, имаш еден месец цел за подготовка. Да. Како се спремате, што ќе презентирате нешто ново од новиот репертоар или старите хитови ќе се пеат, се свират? Па се базираме претежно на хитови. Значи, ама свириме и од последниот албум песни. Моментално ги преаранжираме песните за да звучат акустично добро. Додуша, ние си настапуваме од време на време и акустично, така што спремни сме и... Спремни сте си, Да, вие. спремни сме си ние. На овој концерт ќе имаме и гости. Гости. Филхармонија, гости, мислам, тоа ќе бидат две девојки на виолина и две девојки на виолончело, значи Одлично. гудачки квартет. Така што и наскоро ќе почнеме и со нив да правиме проби. И, да, во тој филм сме сега, веруваме дека ќе биде убаво, ќе има убав одзив кај публиката. Се надевам и јас дека ќе има огромен одзив, затоа што уште еднаш ќе повторам, вие оставивте траен белег на македонската сцена и неминовно е дека концертот ќе ви биде препон со луѓе. Се надевам дека ќе имате и уште еден, како што беше на времето, за да ги собере сите. Да, од твоја уста во Божии уши, ви Така. кажали. За крај, би сакал само на кратко да им посакаш нешто на гледачите или да кажеш што ќе им порачаш во иднина, што да прават, како да прават, еден твој совет од тебе и после свирим уште една песна и се одјавуваме со сите мои слики. На гледачите да им порачам да си прават она што тие си мислат дека треба да си прават. Гледај си таму камера, кажи им на нив таму. Не треба некој од мене, некои посебни совети, да не се нервираат премногу со ситуација, да си ги задржат нервите, затоа што тие ни се, значи, главни. Ако нервите не си ги задржиме и физичкото здравје може да ни оди надолу, така што останете здрави и живи. И следете си го срцето, така? Тоа Гледајќите најбитно, тебе, тоа дека најбитно. ти си ептен така од душа човек. Имаме за тебе поклонче. Ова е од нашата екипа на Редказ. Повели, ова е пуњач за телефон, па како се вика модерно Power Bank. О, благодарам Така многу. кога ќе одиш сега да се спремаш со Ивица, не мораш да се грижиш дали телефонот ти е полн или не, ќе си го ставиш таму, ќе си се наполни, ќе си бидеш достапна баш за... практичен подарок сте ми сите. дале, ви благодарам многу. Фала ти што одвои од твоето скапоцено време. Јас ќе бидам
еден од првите што ќе купи карта за вашиот концерт и се радувам што ќе ја видам повторно Ареа во Скопје. Драги гледачи, фала ви на вниманието. Ја одјавуваме емисијата со уште една песна од Ареа, најпознатата нивна "Сите мои слики". Ружица, ќе ме удостоиш со уште една. Да, инаку да те пофалам дека многу добро си ги совладал овие две песни. Па да, ги свирам 20 години и затоа си ги совладам. Спремни сме? Да. Слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мир, од глава не излегува. Еден човек и една жена, само месец млад и блага светлина. Еден за друг знаат што им треба и место нив ветро зборува. Песна моја збеснуваш, па мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани плавам по нив, да ме потонат, не може. Песна моја збеснуваш, а мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Чекай, песна моја, звезда моја, желба моја, само моја. Ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера. Божи глас да чујам во себе што ме крева. Вечна љубов јас да барам, вечна љубов со него да најдам. Дами и господа, се одјавуваме тука. Ви благодарам уште еднаш што бевте сведоци на вакво прекрасно интервју со Ружица од Ареа. Ти посакувам се најдобро и на вас и на цела Македонија. Поздрав!